Учесниците на детскиот фестивал Музички бранови настапија пред крушевчани. Имено, за време на викендов, 20 учесници од музичкиот фестивал изведоа неколку песнички на настанот кој што се одржа во збратимениот град Крушево. Освен представување, настанот представуваше еден вид аудиција, на која настапија 6 потенцијални учесници од основното училиште Никола Карев од Крушево, од кои што ќе се изберат двајца што ќе учествуваат на следниот фестивал Музички бранови, што ќе се одржи во Кочани. Освен децата од Кочани и Крушево, настапи и хорот од Крушевското основно училиште. Уживавме во нивниот настап и се надеваме дека овој денешен ден, оваа дружба ќе продолжи понатаму, ќе имаме можност уште повеќе да се дружиме, да се забавуваме меѓусебно, ќе имаме можност да слушнеме уште повеќе детски таленти, гласови на нашите ученици. И денешниот настап ќе се надевам и верувам дека ќе биде поттик кај голем број на дечиња кои што досега немале храброст да запливаат во тие музички води, значи да ги покажат своите таленти и понатаму значи да имаме уште многу вакви дружења. Освен дружењето и забавата со своите врсници, децата од Кочани имаа можност да ги видат знаменитостите што ги нуди градот Крушево, меѓу кои и спомен куќата на Тоше Проески. Инаку, детскиот фестивал Музички бранови во Кочани се организира 5-ти пат поред, а пред 2 години доби меѓународен карактер со учество на деца од соседните држави. Оваа заедничка средба и дружба ќе интензивира соработката и ќе иницира поголем број вакви настани за соработка на различни полиња меѓу двете општини.